Благодарам, Дејан. Продолжуваме веднаш. Ке се вклучиме во живо на Чаир, каде што во моментов се игра дербито помеѓу екипите на Шкупи и Шкендија. Таму резултатот сега за сега е 1:1. Водеше екипата на Шкендија со 1:0. Со слика сме во Чаир, Шкупи Шкендија 1:1. Домашните успеа да го израмнат резултатот кој наполно му оди во корист на тимот на Вардар. Вардарци пак водат со 2:0 против екипата на Победа во Скопје. Значи уште една Шкупи и Шкендија 1:1, Вардар Победа 2:0 во моментот. Второ полувреме е во тек. Надпреварите започна од 16 часот. Силекс Брегалница 1:0 и Пелистер Македонија Ѓорче Петров 2:0. Толку што се несува до домашното фудбалско првенство. Последниот час од емисијата Индирект, односно третиот час, ке го посветиме генерално на каратистите. Тие од вторник до недела во Турција ке настапат на Европското првенство. Каратето е олимписки спорт и имаме големи надежи дека во 2020 година во Токио ке обезбедиме олимписка норма, а желбите се дури и медал. Што се несува до настапот во Кати, разговаравме со селекторот Стојан Андриевски и со Поликсенија Јовановска и Фери Исич. Овие двајца ќе настапат во поединечна категорија во Кати. Немаат преголеми очекувања, бидејќи конкуренцијата е жестока, но најавуваат дека ќе дадат се од себе да дојдат до добри резултати, па предлагам да го погледнеме првиот дел од разговорот. Разговараме со Стојан Андриевски, селекторот за Кати. Престојното европско првенство во Турција е нова можност за искуство, за нови резултати. Секако дека во Кати многу потешко може да се дојде до медал на европските првенства, па и на светските, меѓутоа тоа не е причина да бидеме песимисти во пресрет на настапот во Турција. Андриевски, Турција е добра шанса за еден контролен дел, да го наречам, во однос на капацитетот на нашите репрезентативци во Кати. Како се подготвивте до сега? Па мислам дека до сега сме најдобро подготвени, затоа што, као што гледате овдека, сме сега на завршни припреми во Доиран. Меѓутоа, претходно имавме контролни подготовки само што се вративме од Босна, кај што имавме двомеч со Босна и еден јак турнир. И претходно имавме ние викенд припреми, значи ова припрема да трае подолг период, ова е сега, да речам, само шлак пред одењето на Европско првенство. Во делот на Кати, припременоста на каратистите, јас сум задоволен. Македонија ќе представува двајца надпреварувачи, знаете дека на Европско и светско одат само првопласираните двајца од Македонија. Може да настапат и тимови машки и женски, меѓутоа, по моје мислење, мислев дека не се доволно спремни и затоа не одат. Меѓутоа, се работи за два млади перспективни тима, што во наредниот период сигурно ќе представуваат Македонија надвор. Значи, зборувам за сега се тие кадетско-јуниорски, меѓутоа, знаете, после 16 години можат и во сениорска конкуренција да настапат, меѓутоа со недоволно искуство. И поради тоа се иземени сега за Европско првенство. Меѓутоа, знаете, ни престои светско првенство за кадети јуниори, кај што се надевам дека ќе направат резултати и што ќе можат да ги однесат на тоа светско првенство. Се подготвувавте, како што рековте, и преку турнири, и преку настапи на официјални надпревари. Што покажи искуството до сега во однос на подготвеноста, во однос на квалитетот на нашите каратисти во овој дел од надпреварите на Европското првенство? Што не очекуваат и каква е конкуренцијата која што очекувате во Турција? Значи, до сега јас, од кога сум селектор, се мислам дека најдобро припремени. И имавме содржајни и добро испланирани припреми. И затоа сум оптимист дека ќе бидеме конкурентни. И зошто е овој умерен оптимизам? Знаете дека во Катите многу тешко се прават резултати, тешко се доаѓа до медал, не затоа што ние послабо ги работиме Катите, меѓутоа судењето е многу субјективно. А не е како во комите каде се видливи поените, овдека све остава на судиите. Значи, прво, судиите мора да бидат честни. Значи да имаат доблест да судат она што го гледаат. Меѓутоа, многу често се случува
да не биде така. Зошто го зборам тоа? Знаете дека на европски и светски нијанси се во прашање кој ќе оди понатаму. Значи, многу лесно можат судиите кој ќе излезе, сега, јас сум македонец, значи не сакам мојата држава да си е подцена, меѓутоа, кој ќе излезе со позади Фиро и тамо Шпанија, автоматски сте аутсайдер, ако не биде тоа многу голема разлика. Меѓутоа, таа разлика на европски многу тешко се прави. Затоа викам, ако биде судењето коректно и со малку среќа, јас се надевам и од медал. Посебно очекувам од Поликсенија. Значи, во врвна форма е, ја следам подолг период, работа ми со двајцата и поединечни тренинзи, и со Фери, и со Поликсенија. Затоа викам, сум умерен оптимист само поради судењето. Од светското првенство во Линц до европското сега во Турција не беше периодот многу долг. Претпоставувам дека имате направено анализа колку нашите репрезентативци според формата можеме да очекуваме дека ќе ги подобрат перформансите на настапот во Турција пред се, затоа што рековте умерен оптимист сте, не можеме да очекуваме премногу во Кати, меѓутоа имаме и добра традиција на добри настапи. Точно. Значи, очекувам да биде досега најдобра представа, да се представиме во најдобро светло. Зошто зборам? Затоа што се работи сега тимски. Имаме тим. Некако понапред сега не сакам тоа што било, нели, да критикувам, меѓутоа сега со еден надпреварувач работи, кондиционен тренер, професионалец, значи, кој знае како да темпира формата. Нутриционист, значи, што да се храни, најдобра храна, за да бидат спремни. Знаете дека во денешно време сите овие што се поединечни спортови, по екипни работа цели тимови. Значи сега и позади нас стои тим. Ние како тренери во карате си го правиме својот дел, меѓутоа ние не сме доволно стручни да бидеме, нели, во делот на исхраната, во делот на кондиционите приpremi, во секој сегмент. И затоа во тимот се вклучени тие. Затоа викам, и по нивните согледувања, и она што во нивните мерења кажуваат дека се во врвна форма. Што може да очекуваме на Европското првенство севкупно во Кати, затоа што предпоставувам дека откако стана олимписки спорт каратето и останатите земји вложуваат многу повеќе, вклучително и ние како Македонија. Како се движат трендовите во делот со Катите? Значи, како што рековте, сите тие нови трендови што се и ние ги застапуваме. Значи, работиме по оние светски норми и кои треба да се направат за Олимпијада. Значи, ние планираме, знаете вие каратето дека е најтрофеен спорт во Македонија, секако дека ќе сме сигурни дека ќе направиме пласман за Олимпијада. Значи, ова е сега еден период, и европското и светското се нормално, нели, на пониско равниште од Олимпијада. На секој спортист е сон учество на Олимпијада. Јас се надевам, значи, во делот на Кати дека и наш представник од Македонија ќе отиде на Олимпијада. Тоа значи дека работиме строго професионално, нема импровизација. Не можете во денешно време да направите резултат, зборам како пред 20-30 години. Многу се вложува во овие поетот, нарочито сега во каратето која стара олимписки спорт. Значи, максимална физичка припременост, да може во еден зив неколку кати да ги направи, без одмор. Значи, по нив се чувствува веќе кога и на тренинзите, не знам колку можете вие видите, иако она не е максимум што го работеа сега на тренинг, колку со поголема леснотија ги работат изведбата на кати. Значи, брзи ротации, брзи придвижувања, максимална снага во ударите. Значи, тоа се оние нови, да речам, моменти што сега во европското карате, зборувам во катите, се бара. Не е како понапред добар став, добра техника, да. Делот тоа треба и тоа, меѓутоа многу повеќе се бара вториот дел. Борба со замислен противник. Судијата да види дека вие се борите, а не дека се месите и изведувате ката. Кои земји се фаворити на Европското првенство во Турција? Реков пред малку дека сите сега вложуваат многу повеќе. Се виде тој на Светското првенство во Линц дека имаше изненадувања, имаше и разочарувања и во борби и во кати, но сега кога разговараме за катите, претпоставувам дека имате скенирано кои земји се меѓу фаворитите во однос на борбата на медалите. Точно, значи се зголемува бројот сега на фаворити. Понапред се знаеше Франција, Италија, Шпанија, тие што би распоредува, меѓутоа сега не е така. Знаете дека и Турска е велесила, сега и домаќин. Значи има влијание и тоа. Меѓутоа тука се сега Германија, исто така велесила во
што понапред не беше така. Сега почињат и скандинавските земји, се гледате ки тамо се вложува. Значи, многу поголем е сега спектарот, да речам, на фаворити во кати. Понапред се знаеше кој може од кого може да очекуваш, сега не. И на Балканот ние, знаете дека Балканот од секогаш бил расадник на добри каратисти. Еве, на Балканот имаме Србија, има многу јак прогрес во делот на кати. Имаше вице шампион на кадетско и јуниорско, сигурно ќе го повтори на сениорско сега. Имаат 4-5 медали од европското во Софија. Хрватите исто така. Босанците све повеќе вложуваат. Значи, црногорците како Балкан можеме да бидеме конкурентни на европското првенство и особено Македонија во однос на балканските земји. Бидејќи во Линце покажа дека на светското првенство Македонија е меѓу водечките земји од Балканот и организацијски и квалитативно. Значи, можам да се пофалам и со сигурност од комуникација дека организацијски сме најдобри. Тоа ќе даде резултати. Можеби не бевме претходно добро екипирани во однос на селектори, тренери, помошници, меѓутоа сега тоа на високо ниво. Македонија од секогаш била на Балканов велесила во каратето. Знаете, имаме и многу голема традиција. Точно така, дури за време на бивша Југославија, ние во цела репрезентација еден момент беше само Македонија. Значи, многу од секогаш традицијата многу голема. Еве сега ќе славиме 50 години карате во Македонија. Значи, останало многу надпреварувачи што се влезени сега во процесот, за тренажниот процес се работат како тренери и многу искусни кои долго време работат со ова. Ние сме на високо и други не пропознават и во Европа. Значи, не е како да речам некоја земја ќе излезе, не сакам да спомнувам која, се знаат дека се фаворити, нема. Сега сите се плашат да се, дали во кати или во комите, да се сретнат со Македонија. Знаат дека имаме јаки каратисти и во двете дисциплини. Сосема за крај, тежи ли или ви представува ли притисок обврската да бидеме добри на големите надпреварувања, особено што ова европско првенство е единственото големо надпреварување во сениорска конкуренција за оваа 2017 година, каде што мора да се одмериме со силите со сите европски земји. Ги спомнавте судиите, претпоставувам дека сето тоа има големо влијание, меѓутоа чувствувате ли притисок како репрезентација дека едноставно мора да дојдеме до добар резултат или тоа пак ве мотивира од друга страна? Па и притисок и не мотивира. Значи и двете, затоа што за да направите резултат, реков, многу се вложуваше, многу е направено. Значи, јас повторно ќе кажам, значи, со мала среќа, знаете во спортот дека многу пати е потребна и среќата, ќе направиме добар резултат. Од нас, од Македонија, значи, се плашат другите и тоа е плюс, значи, за нас како репрезентација. Многу е подобро да излезете на татами, кој ќе рече некој да, овој од Македонија и нема да се чувствува толку комотен. Значи, тој противникот има почит према вас и ве респектира. И многу полесно тогаш се прави резултат. Работи со вас на исто рамниште, јас ќе речам многу пати се, многу е лошо во делот на борби, например, да работите со некој што ништо не знае. Значи, постојат можности за повреди и да не направите она што сакате да го направите. За добра борба треба од двете страни добри надпреварувачи. Овој пат сум сигурен дека ќе ја представиме Македонија во најдобро светло. Многу се вложува, знаете, сега во каратето. Чувствуваме притисок, затоа што Олимписки комитет сега стои позади нас. Значи, со одредени средства за подобро да се спремаме. Јас, како селектор за кати, тврдам дека најодговорно дека тоа сме го испочитувале и ќе го испочитуваме максимално коректно. Олексенија Јовановска и Перисич не представувате во кати поединечно на Европското првенство во Турција. Ова е единствениот голем настан за 2017 во сениорска конкуренција. Имат искуство од настапи на големи надпреварувања. Олексенија, каква е конкуренцијата на Европското првенство во Турција? Во кати е многу тешко да се дојде до борба за медал, затоа што се специфични ситуациите и околу судењето, но и околу влијанието на земјите од каде што секој поединечно доаѓа. Да, како што кажа, надпреварувањето во кати се секогаш потешки. Конкуренцијата се знае, Европско првенство, со само тоа што единствено големо надпреварување за земјите од Европа, сите ќе бидат топ спремни, што значи конкуренцијата ќе биде огромна и мораме да дадеме максимум. Исич,
Истото прашање за тебе, предпоставувам дека сте добро подготвени, Да. имавте и турнири, имавте и подготовки секој викенд изминатиот период. Верувам дека и мотивацијата е највисока. Да, па јас само ќе надополнам колешката во Кати дека катите малце поспецифични се им бараат неколку критериуми кои треба да се исполнат за да катата има свој ниво, за да може да се доседи како што треба противникот да биде нели малце полош од нас, па да ние победиме. Но голема конкуренцијата, катите се веома бараат голема посветеност, така да мислам дека добро сме подготвени, можеме да дадеме максимум од себе, малце среќа во ждреб нели и во надпреварот и мислам дека може да имаме борба за медал. Ви создава ли притисок или ве мотивира тоа што каратето е сега веќе олимписки спорт и дека на секое големо надпреварување морате да го дадете најдоброто од себе за да дојдете до добар резултат, особено што и останатите репрезентации се подготвуваат сега за Токио и олимписките игри. Дали тоа ве мотивира, можеби ви создава поголем притисок? Притисок, можеме да кажеме дека во позитивна смисла, односно мотивацијата расте, а притисокот не треба да постои нормално. Катата сепак е тип на концентрација која што мора да изведеме со душа, со срце. Што значи, чино дека олимписки спорт е стварно голем, меѓутоа мотивацијата треба да остане такава како изминатите години. Јас изминатата година бев петто пласирана на Европското првенство и секако оваа година одиме на ниво повеќе. Па притисок може да создаде во мала смисла, бидејќи сепак влагаме во елитата, нели олимписки спорт, тоа е највисокото ниво што може да постои. Мислам дека треба да се даде многу повеќе на теренот, да се истакнеме на што е можно повисоко ниво. Што се однесува до конкуренцијата, турците нормално ќе бидат фаворити на домашен терен. И стандардните екипи кои настапуваат, кои се за Ката, Шпанија, Италија, Франција, тие да кажеме дека доминираат таа четворката на европско ниво кога станува за Кати. Меѓутоа, никогаш не се знае, една погрешна техника може да биде пресудна некој друг да стане шампион. Тоа е првиот дел од разговорите со каратистите во пресрет на настапот на Европското првенство во Турција. Ние паузата меѓу двата разговора ќе ги искористиме да погледнеме како стојат резултатите во домашната прва фудбалска лига. Значи Шкупи Шкендија 1-1 пред крајот, Вардар води и со 3-0 против победа, Силекс Брегалница 1-1, Пелистер Македонија Ѓорче Петров 2-1, Ренова Работнички Ренова 1-1 е резултатот. Одиме во живо со слика на Чаир, каде што се игра завршницата од мечот меѓу Шкупи и Шкендија. 1-1 е резултатот на неколку минути пред крајот, 87-та минута е во тек. Значи, Шкупи Шкендија 1-1, резултат кој наполно му одговара на Вардар. Со ваков резултат како конечен во Чаир, тогаш Вардар ќе има 71 бод, Шкендија останува на 59 и во таа ситуација Вардар ќе зголеми бодовната предност на табелата во однос на тетовските црвено-црни и ќе направи уште еден чекор напред кон одбрана на шампионската титула. Значи, според резултатите досега, Вардар е на прагот да зголеми на нови плюс 2 бода во однос на Шкендија на првенствената табела. Во однос на разговорите од каратето и подготовките на нашите каратисти, продолжуваме со разговорот со Петар Бели Стојановски, тренерот, односно селекторот во борби. Таму очекуваме навистина добри резултати. Впрочем, и браниме бронзен медал од последното Европско првенство, па еве ги размислувањата на Бели Стојановски во пресрет на настапот во Турција. Предстојното Европско првенство во карате, во борби е нова шанса Македонија да донесе медал од големите надпреварувања. Од последното Европско првенство донесовме бронза, па се надеваме најмалку барем на повторување на успехот. Дали овие очекувања се реални или не, разговараме со Петар Бели Стојановски, селекторот за борби. Бели Стојановски, имаме обврска едноставно според резултатите од минатото на големите надпреварувања на европските првенства,
особено да го одржиме чекорот со големите репрезентации, а воедно и да донесеме медал, што веќе и не е така лесна задача ако се земе в предвид она што се случи во Линц, изненадувања, разочарувања, подготовка на останатите репрезентации, конкуренцијата сега е многу посилна откако каратето е дел од олимпиското семејство. Па да, точно е тоа. Конкуренцијата е многу поголема, меѓутоа ние веќе за ова европско долго се подготвуваме. Да не речам, веднаш по завршувањето на светското почнавме ние со викенд подготовки и по 2 до 3 пати месечно се собиравме, значи по широкиот список до март месец кога беа критериумските надпревари, кога се издефинира репрезентацијата. Ние повторно продолживме со 2 викенд подготовки во Скопје. За претходната недела да заминиме во Сараево, каде што имавме заеднички подготовки со репрезентација на Босна, Црна Гора и Унгарија. И овдека завршните подготовки ги работиме овие 8 дена во Дојран и мислам дека на Европско првенство ќе појдеме топ спремни, значи најспремни. А факт е дека ќе биде многу тешко, дека сите се подготвуваат многу повеќе него што беше до претходно. Посебно од кога влеговме во олимписко семејство, меѓутоа треба да биде тешко, значи. Тога се познаваат шампионите. Се надевам дека ќе го повториме резултатот. Имаме неколку адути кои што има се и во добра форма и со континуитет на резултати од претходни првенства. Се надевам дека ќе се вратиме со медал од Европското првенство и ќе продолжиме тој континуитет на освојување на медали на Европско првенство. Тоа сега имаме, се освојуваме по еден медал, се надевам дека можеме, ако не посака, и да земеме и 2 медали. Колку члена ќе брои репрезентацијата во Турција, подготовките, рековте, се одвива на перфектен начин и што некако искуство ви покаже Линц светското првенство и каква ќе биде конкуренцијата нова европска? Репрезентацијата брои 10 надпреварувачи во поединачна конкуренција и уште 3 машки и 1 девојка за екипна конкуренција. Женскиот дел од репрезентацијата ни е малку помладен, меѓутоа не значи дека и ослабен. Конкуренцијата е голема, значи Линц покажа дека има се работи карате, јако карате, квалитетно карате на во сите земји, во сите континенти. Тука на европското конкуренцијата, значи, ќе биде снажна, силна, меѓутоа сепак имаме ние сили за да се бориме со тие спортисти. Ја како што ги гледав составите на некои репрезентации, има и подмладување на некои селекции, меѓутоа тоа не мора да не залажи дека ќе биде лесно. Се надевам дека битно е, значи, сите да го дадат својот максимум во тој момент кога е потребно и резултатот ќе си дојде. Ја верувам во тоа. Ви создава ли притисок во наводници обврската да донесете медал од големите надпреварувања или можеби тоа ви представува мотивација плюс? Па притисок, значи научени сме ние да работиме под притисок, посебно во индивидуални спортови, кај што сам за себе си одлучува. Научени се да работат под притисок, мотивирани се страшно, со нетрпение чекаат да почне првенството и да го дадат својот максимум. Притисокот се заборава одма. Значи, тоа е позитивен притисок. Се виде на светското првенство во Линц прво големо надпреварување откако каратето е олимписки спорт. Ова е второ големо и единствено за 2017 во однос на сениорската конкуренција. Ние имаме и млад и искусен тим, имаме и тим кој може и да изненади. Што е она што го баравте од каратистите во подготвителниот период досега? Па добро, своите работи што си ги имаат, што си работат во клубовите, своите каде што се најдобри, тоа го усовршувавме, дававме малку на брзина, на експлозивност, на поврзаност на акции. За сега овој последниот завршен дел само да ја темпираме формата, да ги заздравиме тие мали повреди од удари што се од набијаници за првенството и да бидеме свежи и желни за настап. Вили Стојановски, ви благодарам за времето. Се надевам дека ќе ни израдувате со медал од Европското првенство во Турција. Благодарам вас. Се надевам дека ќе биде така.
Емил, не очекува ново европско првенство, нов голем предизвик, нов голем настан во каратето и единствен за 2017 година во сениорска конкуренција. На последното европско првенство ти донесе бронзен медал. Чувствуваш ли притисок дека едноставно мора во најмала рака да го повториш резултатот од последното европско првенство? Па вака, пред секој европско првенство, значи формата ја темпираме на највисоко ниво, така што во последните години можем да се пофалам со добри настапи на европските првенства од 2013 година, каде што за прв пат почна во сениорска конкуренција. Се враќам со добри настапи. Ете, минатата година бев бронзен. Се надевам дека оваа година најмалку ќе го повторам овој резултат, иако моите желби се многу поголеми, бидејќи 2014 година бев европски првак, оваа година ќе се обидам повторно да го достигнам врвот на ова европско надпреварување. Формата е на заводливо ниво, бидејќи во изминатиот период имавме напорни подготовки, бевме во Сараево на заеднички подготовки со селекциите на Босна, Црна Гора и Унгарија. Еве овде сме во дојра на завршни подготовки. Пете, се надевам дека и од ова европско првенство ќе се вратам со уште поголем значаен резултат од минатата година. Каква е конкуренцијата од златото пред 3 години до бронзата минатата година и сега Турција 2017? Исти ли се противниците? Имаш ли некоја посебна желба? Кого би сакал да го добиеш во овие борби, а што ти недостасува како победа? Па да кажем дека во 2014 година се сретнав во најтешката група, па станав европски првак. Би сакал и оваа година да биде така, бидејќи некако сум по-мотивиран кога се среќавам со подобри противници и концентрацијата во тие моменти е на највисоко ниво и толку сакаш да бидеш европски првак, не треба да гледаш со кого ќе сретнеш во прво, во второ, во трето коло, бидејќи мораш да ги победиш сите. Важна ли ти е ждрепката или тоа нема едноставно никаква врска? Мотивиран си, предпоставувам, затоа што каратето како олимписки спорт од година во година сега значи доближување до Токио, но мора да се направи максимум за да се стигне до олимписките игри. Па да, јас се чувствувам подготвен максимално за овој надпревар, со кој да се сретна во прво коло, дали во второ, дали во трето. Јас ќе го давам својот максимум, ќе го давам својот максимум за да ги победам сите мои противници и да ја представам Македонија во најдобро можно светло. Од минатото европско првенство преку Линц на светското, каде што беше првиот голем настан од како каратето е олимписки спорт и сега Турција. Чувствуваш ли дека и останатите конкуренти во твојата категорија напредуваат, вложуваат во себе и што е она што можеби ќе реши на европското првенство во Турција да стигнеш до медал? Па да, откако каратето влезе во олимпиското семејство, конкуренцијата се зголеми, сите држави и вложуваат во овој спорт, така што се појави голем интерес за каратето, така што и конкуренцијата се зголеми, но противниците се тие во мојата категорија, каде што и на изминатите првенства се среќавав со нив. Тука и карате федерацијата се вложува многу во нас, тука и другите институции и мислам дека искуството, концентрацијата во оние битни моменти ќе решат кој ќе освои медал. Кои се главните конкуренти во твојата категорија за медал, освен ти се разбира, бидејќи од тебе очекуваме многу во Турција? Па да, на минатото европско првенство финалисти беа надпреварувачот од Турција, каде што јас се изгубив во четвртфиналите, тука и шпанецот. Тука сум еден од фаворитите јас и србинот, кои исто така бевме бронзени медали и доста многу други млади каратисти кои сакаат да се докажуваат. Но ете, јас се надевам дека ќе успеам да ги победам и ќе се вратам со медал од ова европско првенство. Благодарам, се надевам на добри вести од Турција. Благодарам и на вас. Берат Јекупи е еден од нашите надежи на Европското првенство во Турција, како искуство има медал од европските првенства. Имаше пауза поради повредата, па Берат,
Не настапи ти во Линц, беше таму, едноставно искуството кое го имаш како каратист ти дава за право да веруваш на добар резултат, предпоставувам сега во Турција. Да, секако од ова напорна година што ми беше со јаки тренинзи, мислам дека сум во многу добра форма, а пред тоа и Балканското првенство што станав трет, тоа ми даде многу самодоверба за да се вратам во добра форма за ова Европското првенство. Повредата е минато. Се подготвуваше напорно изминатиот период, низ овие викенд подготовки и го спомна и Балканското првенство. Се чувствуваш ли спремен за предизвикот наречен Европско првенство Турција? Да, нормално дека се чувствувам спремен, бидејќи и единствениот проблем што ми беше самодовербата, бидејќи овие 2 години стварно сум имал многу повреди и ги лечев една по друго и тие ми беа повише, значи, проблем психички, али секако на ова последното Балканско се вратив на истиот ритам и затоа се осеќам многу спремен за ова Европско првенство. Конкуренцијата е огромна, се пожестока, се посилна. Имаш пауза од последниот медал на европските првенства, го очекуваме следниот медал. Можеме ли од тебе да очекуваме борба за висок пласман во Турција? Нормално дека се осеќам дека можам да освојам некој медал, бидејќи сите мои противници што се најдобри, што се европски првац, што имат медал на европско и на светско, ги имам победено, али нормално дека сега откако влезе каратето во Олимписките игри и другите држави вложуваат повише во каратето, али сепак ја сакам да се заблагодарам на Карате Федерацијата на Македонија што оние сега поддржуваат уште повише на нас, вложуваат уште повише на нас, исто така и агенцијата и Олимпискиот комитет, и се надевам дека ако продолжиме вака континуирано, дека полека ќе бидеме еден од најтрофејните спортови во Олимписките игри. Каратето, меѓу другото, е еден од најтрофејните спортови во Македонија. Паузата што ја имаше поради повредата, предпоставувам сега дека повеќе те мотивира да дадеш се од себе. Конкуренцијата во твојата категорија е силна. Кои се оние кои можат да изненадат? Кои се оние со кои ти би сакал да се сретнеш во Турција како еден вид реванш? Јас скоро сум се борил со сите најдобрите и би рекол сакам да бидам во најдобрата група, бидејќи тука ќе имам поголем предизвик и мислам дека за да бидеш голем шампион мора да се бори со најдобрите и затоа за мене, значи, првин среќата, после од ова што имам поминато, викам и да бидам здрав и мислам дека со Господ напред не очекуваат добри резултати на ова европско. Благодарам ти, посакувам многу успех во Турција. Благодарам и на вас. Во борби екипно имаме своји надежи. Наташа Стефановска е една од нашите представнички во оваа категорија на Европското првенство во Турција. Наташа, се виде во Линц дека многу изненадувања се случија, имаше и разочарувања, меѓутоа тоа е дел од процесот Олимписки игри и сега сите се многу помотивирани. Предпоставувам дека мотивацијата не недостасува кај вас. Колку си подготвена и ти и нашиот тим во екипна конкуренција за Европското првенство во Турција? Да, па, значи, после секој надпревар голем, дали светско првенство или европско првенство, се сумираат резултатите, дали малку разочарување, дали тоа што сме очекувале не се случило, меѓутоа мотивација секогаш има и врз основа на тоа што претходните години, едно 15 години, значи сме вежбале за тоа, се надеваме дека ќе оствариме целта, а целта е нели медал на Европско првенство или на светско првенство или пак учество на Олимпијадата, сега последната цел. Мислам дека мотивацијата е голема за ова Европско првенство. Јас настапувам во екипниот дел со останатите девојки.
Се надевам дека во борбите значи во одреден момент правилно ќе изработиме, ќе бидеме сконцентрирани и се надевам секако на успех. Во Линц на светското првенство се покажа дека сите репрезентации напредуваат. Ако ги сумираме резултатите од Линц, подготовките во меѓувреме до Европското првенство во Турција, има ли македонската репрезентација прогрес? Па да, сметам дека има македонската репрезентација, затоа што имавме добри припреми. Минатата недела бевме во Сараево со босанската, унгарската репрезентација и црногорската. Потоа дојдовме тука во Дојран на припреми, каде што привршуваме веќе и во вторник тргаме за Европското првенство. Сметам дека сме во топ форма, целосно како сите заедно, и мислам дека би требало да резултира со успех. Се надевам на успех. Ве мотивира или ви прави притисок фактот што каратето е еден од најтрофејните македонски спортови? Дали една таква позиција во која што се наоѓате вие како спортисти може да донесе повеќе успех во Турција, и особено што Турција е единствениот голем настан за 2017 година во сениорска конкуренција? Да, па вака според мене мотивација, голема мотивација, тоа што каратето е еден од најтрофејните спортови, уште поголема мотивација што сега влезе како олимписки спорт, што уште поголем е влогот, сите каратисти од целиот свет вежбаат уште понапорно, дури некои се враќаат за да можат да настапуваат на Олимпијадата, и голема е мотивацијата и за ова европско првенство. Што е она како резултат што ќе ве задоволи во Турција? Па јас би сакала во екипниот дел да оствариме резултат, но и би сакала можеби до две медали, 3, се надевам. Ви благодарам за времето што го одвоивте и се надевам дека ќе ни израдувате од Турција со добри вести. Ви благодарам на вас. И етене пред крајот на ова издание на емисијата Индирект и третиот час за денеска. Ви благодарам за вниманието. Станете на фреквенцијата на телевизија Нова. Следуваат вести најновите од земјата и светот.